Slavi Marko, star sveti Nikola, si pokanil, gosti пријатели. Во новото брзо и модерно време, кога младиот човек е се повеќе ориентиран кон технологијата и кон модерните трендови, еден млад човек од Скопско Слопиште одлучува да биде малку поразличен. Основа фолклорен ансамбл Свети Јоанники Ракотински. Собира и е колекционер на автентични македонски народни носии. И се обидува токму преку сето ова кое што го создава и твори да го сочува македонското културно наследство. Екипата на телевизија Алфа е токму овде во просториите на Свети Јоанники Ракотински, фолклорниот ансамбл кој што го основа нашиот млад Кристијан Митревски. Ке дознаеме нешто повеќе за сето она кое што Митревски го твори. Кристијан, ви благодарам што не пречекавте токму овде во просториите на фолклорниот ансамбл кој што ни го основаш токму ти, меѓутоа пред да те запрашам нешто повеќе за сето она кој што ти го работиш, кажи ми од каде токму љубовта кон фолклорот, кон традицијата и кон културното македонско наследство? Добро утро и на вас. Сакам да ви посакам топло добре дојде во фолклорниот ансамбл Свети Јоанники Ракотински. Чест ни е и задоволство што можеме да си представиме дел од својата традиција пред широкиот аудиториум, пред нашата држава, за да може да се зачува нематеријално и материјално културно наследство. Така јас ова го правам пред се со голема љубов и започнав од моја најмала возраст. Секогаш ќе споменувам и сега ќе спомнам дека главен виновник за тоа е мојата баба, која, овие се членовите во позадина, од нивна возраст ме водеше на соборите кои се одвиваат овде во нашата општина, на верските празници кои се празнуваа, и со голема љубов и со голема жар изучував, негував и сега моментално отворам и вистина ми е чест и задоволство. Кристијан, јас и во најавата напоменав колекционер на автентични македонски народни носии, различни носии, а тоа предпоставувам значи и носии обележје за овој крај на Сопиште, на овој скопски регион. Како оди процесот на собирање на народните носии? Верувам дека ги истражуваш селата, колку се отворени повозрастните жители и сите оние кои си ги зачувале носиите, ете да ти ги предадат, можеби да ти раскажат збор-два повеќе за нив. Преку теренски активности, нашиот ансамбл, еве јасно има и други што се трудат и што посветено собираат народни носии за овој фолклорен ансамбл. Ова работа пред се е теренска, одиме на терен од куќа на куќа, да кажам народски, и ги бараме, но верувајте дека во овој крај ни ги даваат носиите пред се со голема љубов, со голема радост. Можам да кажам дека 80% од носиите ни се и поклонети, поставени во еден аманет за да се зачува ова богатство. И ти денес си ни облечен во една народна носија, од кој крај потекнува оваа носија и значи ли тоа дека секое село овде си има посебна автентична своја народна носија? Така, јас сум облечен во носијата од Скопска Бладија. Овде се носи носија од пределот Скопска Бладија, инаку ние географски се наоѓаме во подпределот Каршјак. Нашата носија е претежно од полски тип, но моментално денеска сме облечени во летни носии кои се носат во пожешките периоди и посвечени носии за празниците што ги празнуваме во овие краишта како Спасов ден, Великден, Ѓурѓов ден и останатите празници кои припаѓаат на летниот циклус на празници. Колку за еден млад човек беше предизвик да се создаде и оформи фолклорен ансамбл кој денес брои навистина повеќе членови, повеќе групи, возрастни групи на ансамблот, за кој што ќе споменеме, Свети Јоанники Ракотински, од каде името? Верувам дека името си го носи според местото, секако и според обележјата, меѓутоа ајде нешто повеќе од тебе.
Така, се започна од колекцијата кога започнав да ја собирам на народни носии. Така се роди желба носија по носија, нели, да основам и фолклорен ансамбл, бидејќи јас сум матурант оваа година во насоката за традиционална музика и игра при Државно музичкиот училишен балетски центар Илија Николовски Луј во Скопје. Таму се стекнав со доста образование и сега сум профилиран традицијски играч и пејач. Сакав преку носијата, преку ората, преку песните да можам да ги научам нашите млади на вистинските вредности и на една, можам да кажам слободно, уметност која ја негуваат моментално. Еве овие членови ни се сите од 5 оделени од селото Сопиште и верувајте дека тоа е еден клас, но ние броиме над 70 членови и поделени во неколку групи. Сега одново ни се отвори ветеранска група на членови која верувајте дека некој си го продолжува пред тоа што членувал во некој фолклорен ансамбл, некој топрва учат на постари години, но со истата жар, со истата љубов, со истата посветеност. Името Свети Јаники Ракотински е навистина чест за нас да го носиме и пред се голема одговорност, бидејќи Свети Јаники Ракотински е заштитник на овој крај и е единствен светец новопроизвлезен од Скопската епархија, така да сами по себе сме воодушевени во тоа што тој ни оставил како човек. Неговото дело е навистина многу свето и се трудиме од генерација на генерација да го пренесуваме, оставено ни е во аманет, како народните носи, како традиционалните ора, традиционалните песни што ги изведуваме, така и името си го негуваме и пред се пак ја кажам слава му и чест ни е што го носиме ова име. Кристијан, колку фолклорот денес умее да биде модерен во ова брзо време на модерни и светски трендови секако, од друга страна колку најмладите се заинтересирани да играат фолклор и колку ќе го зачувате фолклорот од заборав? Па јас сум доста задоволен од оваа младина, бидејќи, како што напоменав, 70 членови не е мала бројка. Активно, 3 пати во неделата имаме проби, имаме еден час посветено и на вокалните изведби кои се среќаваат при ора, но и вокалните содржини одвоени за празниците, предажно ке женските се јавуваат свадбарски песни во овој крај. Сакаме да го вратиме тоа старото, да можеме и да ги инфилтрираме и по свадбите денес, да го направиме тоа секојдневие, за да може да се зачува нашето богатство. Во ова модерно време, верувајте, овие деца се клучни фактори и борци за да може да се изборат, за да дојдува до едно големо афирмирање и пред се преку овие носи, преку целата духовна култура, пред се на својот народ, на овој крај, бидејќи ние застапуваме традиција и представуваме на нашиот предел, што ни го оставиле нашите предци, нивните прабави, прадедовци, кои верувајте дека биле со големи умотворби и твореле, и изведувале, и ние се трудиме во модерно време тоа да го продолжиме и да бидеме едни клучни фактори пред се во нашата општина, бидејќи ние сме носители на културата во општина Сопиште, да го задржиме автентичното и на еден многу издржан начин тоа да ни биде секојдневие. И ете, можеби за крај, за вашиот успех говорат и учествата на различните манифестации и настани организирани како од општината, градот, па така и од државата, на што следно ќе можеме да ве видиме како ансамбл. Така, пред се изминатиот период, еве веќе скоро една година постоење, имавме безброј настапи, но претежно пред својата публика. Целта ни беше да поминеме ни сите села во оваа општина, да секое село, според моите теренски истражувања, си носи своја автентичност во духовната и во материјалната култура и преку моите теренски истражувања со сценски адаптации ги оживувавме соборите за празниците. Еве, на 20 септември минатата година се светуваше црквата Света Мина овде во село Сопиште и со еден голем сеир, можам да кажам, тоа сето се прослави и на еден
многу благословен начин го прославивме и светецот, нашиот патрон, но и осветувањето на црквата која ја красеа децата со народните носи и душата ја вратија на Каршијак. Јас ке посакам многу успех да го продолжите овој патот на традицијата, културното наследство и секако уште многу млади влюбеници во фолклорот и традицијата посакувам. Дај Боже, и јас посакувам многу ова да им стане секојдневие, мене тоа ми е целта, за да може да се избориме и да си го зачуваме нашето најмоќно, можам да кажем, бидејќи еден апел до сите да си ја сакаме традицијата, само така ќе ја сакаме и ќе бидеме вистински патриоти на оваа држава.